Советот на општина Кочани денеска ја одржа 48-та седница онлайн преку Zoom конференција на која советниците работеа по повеќе значајни точки на дневниот ред. Имено беа разгледани и усвоени предлог програмите за уредување градежно земјиште за 2020 година, за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2021 година, за изградба на фекална и атмосферска канализација на подрачјето на општина Кочани за 2021 година, за изградба на системи за водоснабдување на подрачјето на општината за 2021 година, за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2021, за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик, изградба и реконструкција на речно корито на Кочанска река. Предлог одлуката за давање на трајно користење на полуконцертното пијано на Основното музичко училиште Ристо Јуриков беше повлечено од дневниот ред, бидејќи е одлучено тоа да остане во сопственост на општината и наместо во музичкото училиште ќе стои во мултикултурниот центар со можност да се користи секогаш кога е потребно. Советниците донесоа одлука на која на основните училишта им се даваат на трајно користење користените лаптопи за да се помогне во ситуацијата поради COVID-19. На седницата беше усвоен предлог планот за дополнување на годишниот план за јавни набавки на општина Кочани за 2020 година. На седницата беше усвоен предлог планот за дополнување на годишниот план за јавни набавки на општина Кочани за 2021, предлог планот за ревегенерација на делот Кочанска река на програми за развој на општина Кочани за период 2021-2023, а беше разгледана информацијата за состојбата со коронавирусот COVID-19.